Ajde kolena pred Него свиткајте, молитва покајничка говорете, и на сите веднаш простете. Исусе, те примаме во срце. Исусе, Исус напред, ние по Него. Никого не осудувам, простувам, победувам. Волјата Твоја ја прифаќам. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, Исус напред, ние по Него. И никого не осудувам, пред Исуса коленичам. Во срцето мое всели се. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, слава Ти, Господи Исусе Христе. Господи Исусе Христе, Ти благодарам што ми подари уште еден ден да можам да се усовршувам во Твојата љубов, да простувам, да љубам, да се надевам. Ти благодарам што во моето срце се населуваш, да се научам да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам, да бидам пријател Божји кој го врши она што го заповедал небесниот татко, да знам дека имам татко на небесата. Ова е 250-та емисија Завет, кој се фали со Исус, со Господа се фали. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Како функционира тоа не зборувам јас, туку Исус зборува низ мене. Духот на нашиот татко да зборува низ нас. Тоа е принципот кој треба да го научиме. Ние зборуваме од свое име, а мислиме дека сме христијани. Нека биде волјата Негова, волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце. Ме благослови еден сотрудник од Норвешка за евангелизација на телевизија. Знаете колку луѓе имаше? 500-600. На тој христијански собир, амин, ме благословија. И по извесен период почнам да ги снимам овие богоугодни дела за слава Исусова, за некој од другата страна таму да сети дека постои Исус, постои Татко Небесен кој не љуби сите, кој не благословува сите. Сабајле останав и повторно, дали да снимам или да не снимам, Библијата ми е горе забравена, мојата сопруга, бидејќи доста рано, се уште не е станата, да не ја будам да снимам, да не снимам, и одеднаш ја земав големата Библија. И излегува овие стихови, ме подсетија на еден човек кој држеше беседи. Иван Сингартиски попот од Мосомиште, Гоце Делчев, македонец од Пиринска Македонија, кој, бидејќи како македонец во Бугарија не му дозволиле никаде да студира, му ги зеле документите, го примене само на богословија. Па како што гледате дека луѓето што работат за Исус сепак се поинакви. И тој завршил богословија, не му дозволиле, никогаш не му дозволиле да биде вистински свештеник, него бил помагач, слуга, како Исус. И често цитираше, кога ќе дојдеше на нашите армакедонски слави, држеше беседи. И по извесен период се чудевме како може да беседи на сите теми. Тој постојано зборуваше теми од Библијата и го кажуваше, ово има време за собирање на камењата и време за расфрлање на камењата. Така почнуваше една беседа, која ми останала и реков, како може овој човек да зборува, не размислувајќи дека духот на нашиот Отец, докаде што стигнал, нели? Потоа јас ја прочитав, зборувал низ него Библијата, почнав да го отварам срцето, Исус да ме учи.
поминувам школа во духот Исусов. И потоа разбирам што значи зборување во дух. Зборување во дух. Со дедо Јован Сингартиски зборувавме последниот пат кога бев во Пиринска Македонија со часови цитати од Библијата. Тоа беше безвремен простор. Тоа беше Божјиот царство кое се отвори. И сега ќе почнеме денеска ќе читам од проповедник, значи 250, слава ти Господи Исусе Христе. Ти знаеш колку треба да снимам, што да снимам, ти ги допираш сите они од другата страна. Често среќавам луѓе кои се отворени. Ти си оној што зборуваш. Не сум јас. Духот на мојот Отец, јас сум тој што е пратен. Се има свое време. Проповедник 3 глава. И секоја работа под небото има свое време. Така е. Време кога ќе се родиш, тоа е добро да го знаеме, и време кога ќе умреш, тоа ти е јасно и тебе. По извесен период кога ќе пораснеш, време кога садиш и време кога го корнеш саденото, насаденото. Пазете, време кога се убива и време кога се лекува. Време кога се урива, време кога се гради, време кога се расфрлаат камењата и време кога се собираат камењата. Време кога се прегрнуваш. За жал и време кога се одбегнуваат преградки. Те сакам, Господе Исусе Христе. Време кога се плаче, време кога се смее, време кога се тагува и време кога се играат ората. Време кога се добива. Што? И време кога се губи. Што добиваш, а што губиш? Добро прашање. Време кога се чува и време кога се растура. Време кога се раскинува и време кога се молчи, кога се сошива, раскинува. Време кога се молчи, тоа е добар момент да го научиме. Да молчиме. Кога викаат на нас, кога не обвинуваат, понекогаш Исус молчеше, се додека духот на нашиот Отец не му кажа да зборува. Време кога се чува, време кога се растура, време кога се добива, време кога се губи, време кога се раскинува и време кога се сошива, време кога се молчи, време кога се зборува, време кога се сака, за жал и време кога се мрази. А тоа не е добро време. Добро е Исус да дојде во нашето срце, тоа време на мразење да исчезне, да ги љубиме сите. Време за војна, време за мир. Се случува духовна војна. Војна за души. Сатаната сака да ве свлечка повторно. Тој ја зема силата од бројноста на неговите луѓе. Каква полза има нешто оној што работи од донанат што се труди? Видете, имаме тој стих, ако духот на нашиот Отец не бдее, не заедно ќе бдеат стражари, тако тој не гради залудно, ќе градат зидарите. Ако тој не гради, ги видов работите што Бог им ги даде. Пазете сега на синовите човечки, за да се мачат околу нив. Кога ќе се фатиш самиот да правиш нешто, самиот да решаваш, самиот да јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, тоа е тоа време. Имаш време за љубење, време за омраза. Но кога ќе му дозволиш на Исус да живее во тебе, ти ќе имаш само едно време. Ќе нема повеќе такво време. Ќе имаш време за љубов. Ќе имаш долгоденствие. Ќе имаш сеприсутност. Ќе имаш сила и љубов. Ќе бидеш дел од Божјото царство. Ги видов работите што Бог им ги даде на синовите човечки за да се мачат околу нив. Сето она што Он го направил да биде прекрасно во свое време и го вложи во срцата нивни. И го вложи во срцата нивни мирни и го вложи во срцата нивни. Видите, луѓето се како кучињата се караат, се борат за територија.
и го вложи во срцата нивни. Слава ти, Господи Исусе Христе. Но да не може човекот да ги разбере до крај делата Божји, што Он ги врши од почетокот до крајот. И тоа е суштината. Иако он јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, нели со Адам, знае што е добро и зло, но сепак не знае, под наводници. Тоа исто како што евреите, писмознанците, садукеите и фарусеите го знаеа Словото, имаа завет со Бог, а не го познаа и го распнаа Исуса. Ги видов работите што Бог им ги даде на синовите човечки, за да се мачат околу нив. Сето она што Он го направил да биде прекрасно во свое време и го вложи во срцата нивни, во вашите срца, но да не може човекот да ги разбере до крај делата Божји, што Он ги врши од почетокот до крајот. Кога ние ќе разбереме дека Он ги врши работите, дека се што ни се случува е одредено, дека ние треба да ја земеме улогата, да го примиме Исус да не води, да не научи да љубиме, дека сме дојдени на земјата, да научиме да се љубиме еден со друг. Затоа сме дојдени како што Тој не возлюби. Разбрав дека за нив нема ништо подобро, освен да се веселат и да прават добро во текот на животот свој. Радувајте се и пак радувајте се. Ова е Стар Завет проповедник, Филипјаните. Радоста да ви биде полна, никој да не ви ја открадне радоста и да прават добро, победи го злото со добро. Нели Стариот и Новиот Завет. Кога секој човек јаде и пие и го гледа доброто во својот труд, тоа е дар Божји. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе, да го гледам доброто од овие 250 завети. Еден ден размислував како една жена преку 250 снима, викам како може тоа? Знаете, не можеш сам. Кога ќе те избере Исус да бидеш сад за почесна или за секојдневна употреба, ќе му дозволиш на Духот Негов да пребива во твоето срце. Духот да зборува со Духот, со силата на љубовта. Тогаш можеш, еве го тој стих. Кога секој човек јаде и пие, човек не се храни само од леб, нели? И го гледа доброто во секој труд, тоа е дар Божји. Туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Разбрав, оти се што прави Господ, останува за секогаш. Хајде уште еднашка. Разбрав, оти се што прави Господ, Таткото наш небесен, останува за секогаш. Тоа подразбира се што е создадено. Се што е создадено. Се и материја, и душа, и дух, останува за секогаш. Освен тоа, Исус ја победи смртта и ви дава живот вечен. Тоа е портата на спасението. Ако сакате да влезете, љубете. Ако не сакате, има време кога се сака, 3:8 проповедник, и време кога се мрази. Има. Но тоа ќе биде и поторно за тебе. Потоа ти ќе бидеш во време кое се мрази колку што си мразел. За да можеш потоа да дојдеш, да го избереш времето кога се сака, кога само се сака. Да добиеш можност. Кон тоа нешто нема што да се додава. Од тоа нема што да се одзема. Значи, се што прави Господ останува за секогаш. А Бог прави така за да се бојат пред лицето Негово. Знаете, вие ако немате, како да го кажеме тоа, денеска гледаме дека светот се распаѓа во Македонија. Никој никого не почитува, децата не почитуваат ништо. Веќе се растура се. Она што беше претходно во Америка, каде што е завладеана од сатаната таа земја. Растурање на семејство, непочитување, секакви деструкции, убиства, дрога, криминал. Знаете, слава ти, Господи Исусе Христе. Кон тоа, значи, се што прави Господ останува за секогаш, кон тоа нема што да се додава,
Од тоа нема што да се одзема. Значи, тој свет што беше таму, што го гледавме на филмовите, прејде кај нас. И никој никого не почитува. Да се боиш од Господа. Да знаеш дека тој е татко, тој те создал. Еден ден ќе треба да застанеш пред него. Со делата на омразата. Или со делата на љубовта. И тогаш ќе биде време кога се сака. И време кога се мрази. И ти ќе влезеш во време кога ќе се мразиш. И во време кога ќе ги растураш камењата. Наместо во време кога ќе ги собираш камењата. Време за војна и време за мир. Каква полза има оној што работи од она што се труди? Нема никаква ако не го работи во името Исусово. Потрошено време. Некој не го разбира ова. Разбрав оти се што прави Господ останува за секогаш. Кон тоа нема што да се додава. Од тоа нема што да се одзема, а Бог прави така за да се бојат пред лицето Негово. Она што било, тоа е и сега. Горе нема време, простор и свест. Се едно време. Она што ќе биде, тоа веќе било. Таму времето е едно. По духовното царство. Ние тоа не можеме да го разбереме. Зашто Бог го враќа она што изминало. Бог го враќа она што изминало, мојот татко. Слава ти, Господи Исусе Христе. И уште видов под сонцето место закон, а таму беззаконие, повелете во Армакедонскава земја. Нема никаков закон, политичарите крадат, лажат. Еден народ ве изнасилува, друг народ ве изнасилува, тврди дека нема македонци, а Исус запишал овде. Ноќес сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, еден македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди, дојди во Македонија и помогни. Дојди во Македонија и помогни ни. Место закон, таму беззаконие, место правда, таму неправда. 3:16 проповедник. И си реков во срцето свое. И си реков во срцето свое. За синовите човечки, дека Бог ќе ги испита и ќе им покаже оти тие сами по себе се животни. Уште еднашка. Си реков во срцето, и си реков во срцето свое, праведниот и нечесниот Бог ќе ги суди. Бидејќи таму има време за секоја работа. Ете го тоа време. Таму има време за секоја работа и суд за секое дело, значи кога се мрази и кога се сака. Ако си мразел, ке мразиш. И си рекол во срцето свое, праведниот и нечесниот Бог ке ги суди, бидејќи таму има време за секоја работа и суд за секое дело. Си рекол во срцето свое и за синовите човечки, дека Бог ке ги испита, ке им покаже оти тие сами по себе се животни. Сами по себе синовите човечки се животни. Библијата разликува два типа: синови Божји, тие што го избрале Исус, и синови човечки. Синовите човечки сами по себе се животни. Зашто се што се случува со синовите човечки, тие што не го избрале Исус, се случува и со животните. Крајот им е ист. Како умираат едните, така умираат и другите. И едно е дишењето кај сите. И човекот нема предимство пред добитокот, зашто се е суета, освен ако не си во Исус. Се оди на едно место, се произлегува од земјата и се ќе се врати во земјата. Кој знае дали духот на синовите човечки се качува горе, а духот на животните слегува долу во земјата. Уште еднашка. Кој знае дали духот на синовите човечки се качува горе, а духот на животните слегува долу во земјата. Нели телото се враќа во земја, а душата оди на суд, па ако делата се добри, ќе поминат, ако се лоши, ќе изгорат. Самата ќе биде оштетена за духот негов да чека суд. Од кај знаеш ти тоа?
Сине човечки. Потоа што викаме уште еднашка, оти Бог ќе им покаже на синовите човечки дека тие самите по себе се животни. Од кај знаеш ти дали духот на синовите човечки се качува горе, а духот на животните слегува долу во земјата. И така јас видов, оти нема ништо подобро за човекот, освен да се насладува со делата своји, бидејќи тоа е негов дел. Зашто кој ќе го доведе после да го погледа она што ќе биде по него? Те сакам, Господи Исусе Христе. Видете, сето она што Он го направил да биде прекрасно во свое време и го вложи во срцата нивни, љубовта, но да не може човекот да ги разбере делата Божји што Он ги врши од почетокот до крајот, самиот. Затоа е потребно да го примиш Исус, да му предадеш се и Он да зборува низ тебе. И уште неколку стиха ќе прочитаме. Се свртив и ги видов сите неправди што стануваат под сонцето, и ете солзите на онеправдените, а утешител немаат. Силата е во рацете на клеветниците, а закрилник нема, па си реков блазе им на умрените што умреле одамна, отколку на живите што живеат досега без Исус секако, а поблажен е и од едните и од другите оној што уште не постои, кој не ги видел лошите работи што се вршат под сонцето. А видов исто дека секој труд и секој успех во работата предизвикува меѓу луѓето заемна завист. Тоа е точно. Но и тоа е суета и мака за духот. Мака, немаш доволно љубов без Исус, да го примиш Исус, да ти помогне да се усовршиш. Се свртив и видов друга суета под сонцето. Човек осамен, нема друг, нема ни син, ни брат, а пак на сите работи негови крај нема. И очите негови не можат да се наситат од богатството. За кого пак вели тој се трудам и ја лишувам од добра душата своја. Душата треба да му се даде на Исус, да ја даваш за браќата. Ето и тоа е суета и лоша работа. Подобро име на двајца отколку на еден, бидејќи имаат добра награда за трудот свој. Зашто ако падне едниот, другиот ќе го крене другарот свој. Те сакам, Господи Исусе Христе, двајца собрани во Мое име, тука сум и јас. Но тешко на еден ако падне, ќе нема друг кој да го крене, освен ако не е Исус во тебе, тој ќе те крене, Духот на нашиот Отец. Исто кога лежат двајца топло име, а еден како ќе се загрее. И ако некој го надвие едниот, тоа двајца ќе го навасаат. И јажето 3 пати усукано нема лесно да се скине. Те сакам, Господи Исусе Христе. Подобар е младич сиромав и умен, отколку цар неразумен и стар. Цар неразумен и стар, кој веќе не прима, не умее да прима совет и знае се, јаде од дрвото на доброто на познанието и злото. И тука завршува гордоста е грев. Зашто младичот може да излезе од темница и да стане цар, ако не бидете како деца, нема да влезете во Царството Божјо, иако се родил сирома во Царството. Ги видов сите живи што одат под сонцето се подпираат на младич што ќе го наследи неговото место. Број немаше сиот оној народ што беше пред него, иако подоцнежните нема да му се радуваат. И тоа е суета во духот. Зошто сме ние овде, на оваа земја? Да го избереме Исус и да се вратиме во Божјото царство на небесата. Друга причина нема. Чувај ја ногата своја, нозете треба да им се измијат, го помните Исус, во Божјиот дом. И биди готов повеќе да слушаш во присуство на Исус, отколку да гледаш како безумните принесуваат жртви, вршат обреди, јас додавам цитираат, советуваат, а не извршуваат, зашто тие не знаат, оти вршат зло. И 5 глава, не брзај со јазикот свој и срцето твое да не брза да изговара зборови пред Господа. Не брзај со јазикот свој и срцето твое да не брза да изговара зборови пред Господа, зашто Бог
Отецот е на небото, а ти си се уште на земјата. Затоа зборовите твои да не бидат многу. Те сакам, Исусе, прости ми за секој непокајан грев. Се покајувам во срцето и за гревовите на моите предци. Им простувам на сите, од срце им простувам. Никого не осудувам. Ја прифаќам Божијата волја, Твојата волја во мојот живот. Ти управувај со мене, Ти зборувај низ мене и го барам Царството Божјо. За седа ми се придодаде 250 завети, кој се фали со Господ, со Отецот, со Исус да се фали. Те сакам, Господе Исусе Христе, мир вам до Божиот Царство Небесно. Таму горе в небеса Царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи. Таму одам пругоре, Христе Боже, кај Тебе. Таму одам при Тебе, Христе Боже, кај Тебе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Останете во Исусовата љубов. Амин. Ајде колена пред него свиткајте, молитва покајничка говорете, и на сите веднаш простете. Исусе, те примаме во срце. Исусе, Исус напред, ние по него. Никого не осудувам, простувам, победувам. Волјата Твоја ја прифаќам. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, Исус напред, ние по него. И никого не осудувам. Пред Исуса коленичам. Во срцето мое всели се. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, Слава Ти, Господи Исусе Христе.